Добре дојдовте на одбележувањето на 10-годишниот јубилеј на Македонски манифест. Еден од светилниците кои неуморно ја водат пловидбата, ја вардат пловидбата на македонската мисла и вистина. Одговорноста за ваквата мисија и силната и непоколеблива љубов кон родината вродија повеќе плодови. Последниот меѓу нив е делото Македонија, искон и вечност. И ова е непосредниот повод за нашето вечерашно заедничарење. Пред да почнеме со зеркањето низ неговата суштина, дозволете ми да го поканам еден од ретките индивидуи светилници, нашиот уставобранител, маестро Игор Дурловски. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Горите македонски шумно пеат, нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободно ке живе. Македонија слободна, слободно живе. Ви благодариме, маестро. Химната секогаш изведена во ваша изведба е дар за нас. Почитувани, дека љубовта за Македонија не познава граници, ќе посведочи и следнава творба на еден голем пријател на Македонија, поетесата Олга Панкина од Русија. Граници. Еднош керка ми се врати од школа и како да се случило нешто страшно, уште од прагот ми рече: "Те молам, дај помогни ми, имам домашно." На училиште учителката ми рече дека ќе земеме нова тема за границите на земјава и уште вечер ќе треба за тоа да се спремам. А потоа со другарчето од класот јас ќе цртам, а тоа ќе обојува. Ќе го повлечаме тој сплет од линии, што јасно Македонија од другите ја одвојува. Очигледно се замислив и керката виде и ме праша одново со надеж. Мислам дека тоа нема тешко да ти биде и дека упатства барем ќе ми дадеш. А јас. Одговорот може да е лесен, но истовремено има и своја темна страница. Оваа земја на патиштата е пресек и со целата вселена
има допир и граница. На нејзините меѓи не им се гледа крајот и може да се случи да се измешаат леко. Тие понекогаш биле граници на рајот, а понекогаш граници на самиот пекол. Таа се протегала по долината земна и ни сончевина, но и низ мрачина без свеќа, и честопати се граничала со болката темна, а многу поретко со среќа. А керка ми, не сваќам што тоа значи, и твојата приказна ми е помалку темна. Речи ми на некој поедноставен начин, со кого граничи оваа земја. Па, ако зборуваме научно, тогаш заклучокот секако ќе звучи лудо. Таа најверојатно граничи со Бога, а сосема сигурно граничи со чудо. Почетокот на сотворувањето на Македонски манифест започна пред 10 години со благородната, но и интензивна желба да се доварди она кое веќе не толку скриено повтеа да ни го одземат. Мееутичар на ваквата желба беше прекрасната професорка Фима Клетникова, која стана центар на јадрото, сочинето од врвни интелектуални врутоци Евтим Клетников, Стојан Стојков, Дардан Венецки, Васил Атанасов, и кој постепено растеше, привлекувајќи ги сличните на себе родолюби, подготвени за одбрана на нашето име, идентитет и чест. Камениот мост ја памети и културната манифестација во одбрана на името, уште во 2013 година, еден од првите плодови на обединетата иницијатива Македонски манифест. Книгата Македонија, искон и вечност е нашиот Македониум. Лична и колективна меморија за културното, духовното и историското богатство, создадено од сите претходни генерации, но и наследство за сегашните и сите идни генерации на мистичната, чудесна и екзотична Македонија. Македонија како искуство, од болка да создадеш бисер. Македонија, која не е ништо друго, туку честа на цвета и храброста на спасе од македонска крвава свадба. Дозволете да го поканам промоторот на книгата Македонија, искон и вечност, еден од нашите најголеми уметнички творци и действители во дискурсот за македонското прашање, господин Александар Станковски, да го сподели со нас неговиот автентичен осврт. Повелете. Ви благодарам, дами и господа, што дојдовте на овој ден, тука да се собереме како чудни представници на една длабока вистина, која е загрозена од страна на одредени фактори кои, паралелно екзистираат со нас и со нашата, условно кажано, болка, во смисол на она што се случуваше последниве времиња, кога на вистина ја распродадоа за 30 сребреника, метафорички кажано. Но Македонија е поголема, далеку поголема приказка од овој историски ивент кој се случи поради X причини, пред се поради старата приказка за власта и моќта. Но јас би тргнал од друга страна. Што е тоа Македонија? Што толку навистина ги привлекува сите големи геостратегиски, геополитички играчи околу Македонија? Која е нејзината мистерија? Една од најголемите мистерии на планетата, секако во однос на тоа каков инженеринг се прави. Тоа е еден обид да се реструктурира самиот ментален код на македонскиот народ, што е навистина задача која во старт е осудена на неуспех.
Ние сме имале ужасни состојби во минатото. Ние екзистираме преку 30 века како идентитет, како народ, како македонци. Ние имаме уште подлабоко минато и генеза од тие 3000 години. Еве тука гледам луѓе, тоа е елитата на македонството, луѓе кои интелектуално делуваа во однос на одбраната на македонската кауза, политички делуваа во однос на одбраната, но исто така и народно, херојски на некој начин. Сега сите тие луѓе се тука и кога длабоката држава би фрла една томахавк ракета на ова место, веројатно ќе останат само оние што се во странство, како бранители на македонската кауза. Но тоа, фала му на Севишниот, нема да се деси, така да ние ќе продолжиме со нашите активности и со нашата света борба за да го добиеме она што ни следува. Конечно, не се работи за никаква фикција, туку се работи за основни човекови права. Од таа перспектива, македонската кауза има неверојатна предност во однос на сите други кои заговараат нејзино укинување. Би го цитирал филозофот Бодријар, кој вика: за да фалсификатот стане оригинал, оригиналот треба да се уништи. Тоа е приказката за Македонија. Значи, за сите овие од страна држави, кои во новиот век, нели, од времето на романтизмот веќе стекнаа некаква државност и ја уништија Македонија, а излегоа од подшинелот на македонската држава култура и цивилизација, зашто Македонија е и култура и цивилизација. Пред се во антиката таа станала една неверојатна машина за создавање комуникации меѓу народите, размена на идеи, на култура, на технологија, на уметност, на естетика. Тоа денеска е наречен хеленистички свет, нели? Тоа е огромна површина која го опфаќа целиот Медитеран и оди до Индија, а нејзините резонанци се уште подалеку. Мислам дека целокупната денешна планетарна цивилизација во еден многу значаен дел и должи на Македонија. Во еден есеј Фридрих Енгелс, кога збори што грците добиле од варварите, затоа што грците, нели, секогаш, зборам за античките грци, се однесувале на некој начин како супериорни кон соседите од север, кои биле варвари, тоа сме ние варварите, кај Демостен го имаме тоа. Он набројува преку 150 цивилизацијски пронајдоци и вредности, практично скоро сите вредности што се создадени во тоа време, нели, во антиката, кои фактички хелените ги добиле од варварите, тоест од варварите од севера, тоа сме ние македонците. Така бевме нарекувани како варвари, нели, тоа го има и во Филипиките на Демостен и во многу други текстови кои се напишани во тоа време и подоцна од време на античкиот Рим, од римски автори и така натака. Тешко е да се опфати целата оваа приказка во еден краток говор или во една книга, ма колку и да била дебела, но факт е дека има една енергија која тешко може да ја проанализира западниот сувопарен ум, затоа што таа енергија е медитативна и во неа се влегува низ друг процес, не низ картизијански некој процес на размислување, туку тоа е една континуалност, едно влегување во она што се вика светскиот дух или светиот дух за христијаните, и од тамо доваѓаат сите знаења и умења и сите вистини. Во секој случај, Македонија за мене е еден геохрам, значи тоа е една гигантска црква која е воспоставена на територијата на овој народ кој има неверојатно минато. Го знаеме и го Врлево, и Цоцев камен. Еве, господинот Тентов исто истражуваше, и геоглифот го истражува. Значи, тоа се неверојатни богатства, се уште недоиспитани, крајно мистериозни,
подеднакво големи, како да речеме, месопотамската цивилизација или таа на древниот Египет или оние древни цивилизации што сега се откриваат во Јужна Америка, као Пума Пунку, например, каде се најдени остатоци од градби, чија технологија денешната наука не може да ја укапира, значи не може да свати што е тоа што се случувало. Но исто така и одредени добивки од македонската цивилизација и култура се уште не им е јасно како тоа можело да се случи, например, и како тоа воопшто можело да постои без некоја надворешна виша интервенција. Како таква, значи, иако е осквернавена во голема мера во последните 150-200 години, таа се уште зрачи со нејзината сила, со нејзината спиритуалност, затоа што не е само земјата која е света, туку и срцата на луѓето кои се освестени. Нашиот главен проблем како народ е неинформираноста и неедуцираноста за нашето потекло. Но кога ќе се фатиме за тоа, одма либералите стануваат и викаат како ние идеме кон фашизам, кон некој тип на некој негативен утописки систем кој подразбира еден тип на недемократски начин на обстојување и на поимање на нештата, што е нонсенс, затоа што човекот е суштество кое секогаш сака да знае, кој испитува и без таа желба да се сознае, човекот станува обично животно или некој чуден мислечки автомат кој не продуцира ништо вредно. Туку само екзистира како некое битие во фарма. Од друга страна пак требаше барем да се дознае во овие 30 години дека Македонија има некоја чудна мистичка моќ. И навистина тоа е опеано во многу песни и во многу приказки е раскажано во смисол на тоа кој се зафркава со Македонија или кој сака да и наштети, го пука ужасна карма, значи ужасна судбина го следи. Некоја скоро прометејска судбина во смисол на маките што ги доживува. Но затоа што Македонија е мачна, мислам, таа е земја со огромно историско помнење и со огромни маки кои ги преживеала и која се уште ги преживува до ден денеска. Поточно, поаѓајќи од онаа еврејска поговорка да имаш па да немаш, ние сега го живееме, да имаш некоја состојба која е стрейт и одеднаш поради некаков бенефит, политички бенефит, сето тоа да отиде во вода. Да не ги набројам сите придобивки кои се отидени во вода, почнувајќи од Асном, историјата, името, маса други работи, убивање на македонското достоинство и создавање на еден вид на зомби од македонците. Затоа е битно да екзистира овој македонски манифест, затоа што тој ќе биде еден вид на светилник кој ќе зрачи низ целата таа наука и поезија и литература која е внесена внатре, се однесува на нашето битие и тоа едноставно ќе постои како што постоеле во многу полоши услови во минатото, да речеме во 19 век, нашите просветители, па пак тоа обстојувало, луѓето се бореле. На крај, значи, во целиот овој ужасен делириум кој се случува, кој на површина изгледа како некаков мир, меѓутоа под тоа се случуваат најразлични демонски собитија, со кои ќе треба ние да се справиме и да се бориме на еден духовен план пред се, е една стара вистина дека сите големи нешта на план на историјата на идеите се случувале во контекст на една спротивност, во контекст на едно спротивставување. Забранете нешто и тоа ќе стане многу интересно за луѓето. Еве сега ни го променија името во Северна Македонија и забранета е, нели, таа Република Македонија и верувам дека следната генерација, тоа се луѓето кои ќе раснат следните 10, 20, 30 години, оштро ќе се спротивстават на тоа. Во нив ќе се роди страутен револт, како што се раѓал во време на нашите илинденци или партизани.
Во секој случај очекувам едно будење, една борба, неверојатна борба со овие сили на злото кои ја навјасаа Македонија, кои се неразумни, кои за жал мислам се околени од псевдоинтелектуалност која својата научна матрица ја вадат од некои веќе потрошени научни достигања кои се во основа 19 вековни. Како што е, например, тоа за доваѓањето на словените, па ние сме тука агресори и така натака. Во секој случај Македонија е на браникот на словенството. Значи, уништување на Македонија е уништување на словенството. Но словенството, за жал, не направи нешто многу. Тоа се еден народ од преку 350 милиони кој би можел да се заложи за својот најистурен, најстар и најсјаен изблика, тоа е Македонија. Но тие не се заложуваат, веројатно, поаѓајќи од таа Бодријарова, за да они станат наследници, веројатно, на големата цивилизација и култура. Македонија треба да исчезне. Значи, се наоѓаме во состојба на она што Гебелс го нарекува але геген але, или сите против сите, на план на геостратегијата. Но во секој случај ние треба сепак да одбереме одредени пријателства. Ние цело време се лепиме како некакви мазохисти за оние кои се садистички ориентирани кон нас. И тоа е крахот на македонската политика која го доживувавме сега со... Мислам, кога се промени името, нели, во тој процес, не е само промена на името, тоа е цел сет од ужасни предавнички движења, од ужасни гести кои се навистина непријатни и одвратни. Но од друга страна ние знаеме кои сме. Се сеќавам на една ситуација поврзана со сју индијанците кои биле едно племе, да речеме, од Дакота, кое до пред 100 години имало само некои 200 до 300 мажи и жени. Значи биле екстерминирани, иначе целата сума е околу 100 милиони индијанци убиени за тие 3 века во Северна Америка. И некако кога престанало тоа со развивање на човековите права, нели, со тоа што добиле резервати, ги оставина на мира, не ги екстерминирале, тие сега имаат околу 20.000 луѓе. И прават фестивали, не се собираат, имаат геденинзи секоја година. И радосни се срекни, вика, станавме 20.000, се избавивме од грозниот погром. Вика, now we are nation. Вика, сега сме нација. А што да каже македонецот? Од каде таа малодушност? Од каде тој комплекс на инфериор? Нас не има многу. Значи, ќе ви кажам нешто што чув од еден човек кој е посветен, кој живееше долго време во Египет и на Средниот Исток и кој се бавеше активно со македонството, кој е член на разни здруженија, тајни и така натака, кој е многу добро информиран. И он вика, знаеш ли колку македонци има на планетава? Ја викам, можда 3, 4, 5 милиона максимум со се иселеништво, со се оние иселени уште од 19 век. Не ми вика, има околу 70 милиони македонци на планетава. Луѓе кои за себе мислат дека се македонци. Еве ја големата нива, еве го големото поле на кое треба да се работи. Ние воспоставивме контакти со луѓе од Пакистан, Хунза, кои се нарекуваат македонци, ги има во Азербејџан, ги има насекаде, во Египет, во Турција се предпоставува дека ги има околу 10 милиона, само во Турција. Но ние што правиме за тоа? Што прави нашата дипломатија за тоа да се поврзе со тој народ, кој вика, ние сме македонци. Ние сме македонци, така. И сме. И кој може тоа да го оспори? Значи, се бавиме со една глупа геополитика која е веќе на работ на своето пропагање. Се предаваме мазохистички на истата таа политика, која иако ова го направи, иако ни го смени името да не втера во НАТО, нема да може да се спротивстави на силата на евроазискиот корпус, кој е огромен, кој е моќен, кој има многу луѓе, кој има продукција. Западот е исушен, веќе парализиран, нема продукција никаква. И сега се храни со овакви мали животинки како што е македонецот. Простете на оваа компарација, но сакам да ви ја покажам целата монструозност на таа игра.
Но ние сме достоинствени. Ова не уништи, ова само ќе ни даде сила и секогаш од нашите порази, како и сите словени, а пред се македонецот, добиваат огромна сила од својот пораз. Затоа и словенството ги слави своите порази. Затоа што тоа е генератор на нова сила. Затоа што постои феноменот на фениксот кај македонецот. И тоа ќе се случи. Ќе има нови генерации кои сериозно ќе си ја сватат работата и нема да ја продаваат верата за вечера повеќе. Но со Господ напред, иако тука имаме еден владика кој е повикан да се моли, нели, за нашите бенефити и за нашето обстојување, но како и да е, кога ве гледам тука сите, со целата таа ментална енергија и душевна енергија што имате, и кои се покажавте како непоколебливи борци и верници во македонството, тогаш на вистина ова можам да го гледам со дистанца како чуден, трагикомичен филм, во кој ќе испаднат многу несреќени луѓе, тие што ја откачија светоста за да му служат на силниот, на страшниот, но воедно супер глупиот тиранин. Во секој случај би го цитирал за крај големиот софистички поет Мевљана Руми, кој вика: подобро да си плен отколку ловец, гласот речен из воздухот. Тоа ние сега го живееме. На тој начин се стекнува доблеста и храброста. На тој начин стануваме вистински духовни битија и вистински припадници на оваа света земја, Македонија. Ви благодарам. Со собраните сведоштва за поединци, движења и организации кои ја испишале нашата родолюбива и идентитетска вертикала, авторите на книгата Македонија, искон и вечност, со сите своји идеи, мисли, зборови и реченици, вметнати помеѓу кориците на оваа прометејска книга, во стилот на нашиот учен Рајко Жинзифов, на меѓународните натрапници и домашните одродници им порачуваат: друговерци, другоземци, френци или немци сте, вие не гибајте нарави наши, склети, луди, моди ваши. Исткаена од десетина автори, со различни сознанија, различен пристап и израз, но за една иста и вечна тема – Македонија. Дозволете на денешниот јубилеј да се обидеме со куси резимеа, да ви ги доближиме авторите и нивните прилози. Но пред да почнеме, би замолила да погледаме еден кус видеозапис или Македонија видена низ окото на македонски манифест. Повелете. Богата култура и огромно духовно богатство, сочинето од безброј духовни вредности. Македонија од искон е земја на сонцето и светлината. Природните, културните и историските богатства ја сочинуваат волшебната убавина македонска за веки веков, за вечност. Македонија е втиснат и неизбришлив печат во европската и светската меморија. Познато и признато име, откривано, проучувано и славено од апостоли, древни поети, мудреци, пророци, патописци и археолози. Македонија, богата ризница на стародревни записи по камењата, пергаментите и папирусите. Ги содржи сите преданија, митови,
приказни и записи во слика и збор. За животот, борбата, достигнувањата, падовите и смртта на луѓето низ вековите и милениумите. Од Македонија тргна походот. Почнуваме со навигацијата низ Македонија искон до вечноста. Поетот, сценарист и режисер Александар Јаков е застапен во книгата со поемата Темни мугри. Ни се смешка старата Роспија Европа, ни ги дава своите истрошени скутови, црното семе на откажувањето. Оти образот ќе си го дадеме, душата ќе си ја распнеме, името ќе си го проколнеме, кога за туѓи бели дворови ќе си ископаме црни гробови. Имаме ли ние име за да се представиме со него пред Бога? За македонското книжевно наследство пишува Ѓорѓи Поп Атанасов, чии истражување не соочува со богатото книжевно творештво, започнато со дејноста на Свети Климентовата црква и неговото неповратно исчезнување од нашите простори, како и прецизна евиденција за судбината на најголем дел од тоа книжевно богатство, на неговите нови одредишта во соседните и во подалечните европски центри. Милош Линдро изнесува слична тема во текст со наслов «Специјалните мисии во војната за светото пространство», каде меѓу другото вели: периодично, во текот на 1000 години, западни духовни и политички центри испраќале своји доверливи луѓе во специјални мисии во земјата на езеријаните, но и пошироко, од Епир и Македонија на југ до Далмација и Истра на север. Што барале тука тие западни мисионери? А иделе и луѓе и од политиката и од военото дело. Некогаш иделе со меч в рака, некогаш без меч, но секогаш се враќале со полни вреќи, а вреќите полни црковни реликвии, предмети и ракописи. И митрополитот Повардарски, господин Агат Ангел, во нашата јубилејна книга има свој драгоцен прилог. Кратка историја на Македонската православна црква. Почестени сме со вашето присуство и 3 повеќе за вашата беседа. Повелете. Драги браќа и сестри, Христос воскресе! Уште ние православните македонци сме во воскресенската светлина, а еве и пред предвечерието на големиот наш македонски празник, каде очекуваме во петок сите наши професори, сите наши учители, сите наши студенти, средношколци, ученици да дојдат да ги посетат своите матични цркви и да го прослават, да ги прослават се македонските просветители, нашите свети браќа, Свети Кирил и Методи. Имав некој текст напишано, но не би сакал да го читам. Мислам по-добро е да зборува срцето, него да прочитаме нешто и така да помине тоа. А бидејќи ве следев, па гледам некој гледа на часовникот, може би некој се брза, така да ќе бидам пократок, а со читањето може ќе бидам и подолг. Македонскиот манифест ме заинтересира кога се сретнав со господинот Клетников и ми ја кажа содржината, идејата за спасот на ова наше
исконско име, името кое длабоко го носиме во нашите срца и во нашите души. И прифатив да учествувам во денови кога сум слободен, за колку можам да помогнам како едно црковно лице, како еден свештеник во нашава света македонска земја. И се радувам што кога разбрав дека жена дала идеја да се формира ова здружение, ова организација за спасот на нашата држава, за спасот на нашето име, размислував и си велев колку се силни нашите мајки. И одма се подсетив на нашата прамајка, светата Лидија, која прва го прими христијанството, ја формира црквата во Филипи и од тогаш наваму еве ние македонците, бидејќи Словото Божјо Христос, одејќи од срце на срце, го допри македонското срце и тоа македонско срце постојано пее Господи помилуј. А уште повеќе и се израдував кога во овие предизборни денови една од нашите партии одлучи жена да биде председател. И си велам, Света Лидија ја формира црквата, го расшири христијанството во Македонија, по благослов на светиот апостол Павле, бидејќи беше повикан од македонец. Нашата Фимка даде идеја да се формира македонскиот манифест за спас на оваа наша прекрасна, убава македонска земја. И со голема надеж сите верувавме дека ќе испливаме некако на крај од оваа небитнина, од оваа темнина, ќе почувствуваме светлината, убавината, радоста, која може да ја носи македонецот само во своето срце и во својата душа, ако успеевме да победиме на овие председателски избори. Но се е Божја волја. Ние македонците никогаш не губиме надеж. Секогаш ќе се бориме, а се бориме за вистината, за правдата и за љубовта, бидејќи Христос е вистина, правда и љубов, а ние Христос длабоко го носиме во нашите срца. И тоа покажавме, драги мои. Покажава нашите браќа кои беа затворени, нашите интелектуалци, сакајќи ја вистината, бранајќи ја татковината, со денови, со месеци маршираа низ улиците скопски, за да го освестат македонскиот народ дека правдата и вистината е, ако си го сочуваме, вистинското македонско име. Но, што е најболно и што е најтешко? Најболно и најтешко е што? Онија кои однатре работат да го раскинат македонското ткиво. И тоа некој успева и ни го направива. Но, ние македонците сме и хирурзи. Тоа ткиво можеме и да го сошиеме. Ќе го сошиеме тоа ткиво и повторно гордоста ќе си ја вратиме, затоа што, како што рече братот Тацо, генерации после нас ќе прашаат, ќе проучуваат, ќе истражуваат зошто и како дојде да се смени името. Единствен народ во светот кои толку се пониживме, ме боли душава и срцево, не можам да зборувам, што дозволивме како народ да ни го сменат името.
И видите и самите тие што го сменија се срамуваат. Некојаш ще речат Република Македонија, некојаш Северна Македонија, а некој како дечиње мали им вели не така, вака ќе кажеш. И смешки, навистина смешки. Но болката во нашите срца е голема и јас верувам дека таа болка треба сите како народ со Божја помош да ја очистиме, да ја изфрлиме од нас. Мораме оваа темнило што е создадено сега, оваа апатија меѓу сите нас, да се острани и мораме да одиме по патот на светлината, за да можеме и ние да ја почувствуваме таа светлина. А светлината е Христос. И ако се охристовевиме и верувајте ми, ве молам, мораме повторно да се вратиме да ни се случи она што му се случи на Содом и Гомора. Бидејќи моралот е веќе дојде на нула во наше општество. Само ќе ви кажам еден пример, не би сакал многу да зборувам. Пред некој ден дојде еден млад блачен пар. Само што се венчале. Мајката на невестата ги собрала помалите дечиња и отишла кај својот швалер. И ги оставила децава. Каква болка, каква трагедија за тие млади брачни парови, ве молам. До кој степен дојде нашиот македонски морал, до кој степен дојдовме ние, македонците, што Христа го носиме во нашите срци, во нашите души. Пред 4-5 дена читам во едно списание дека една скопска генерација од гимназијалци 20 годишнина ќе слави во Германија, затоа што 35 души биле класот, сите 35 заминале во Германија, таму живеат, таму работат и 20 годишнината јубилеот ќе го слават во Германија, освен нивниот класен раководител, само тој останал тука. Ве молам, јас се радувам што ве гледам во волкав број, но жалам што повеќето сме возрастни луѓе. И се прашувам, сигурно младината знае дека денеска македонскиот манифест ќе се собери, ќе зборува, ќе се труди да му помогне на својот македонски народ, ако можеме, а веројатно можеме, затоа што слушавме од нашите правници дека со добра политика може да се исправи ова што се погреши. Благодарам на оние професори кои постојано пишуваат, се трудат, на оние историчари што се јавуваат. Немаме веќе вестници, уште еден остана Нова Македонија и не знам дали има некој друг. И по овие сајтове тамо, што јас не ги разбирам многу тие работи, што пишуваат, но жалам за оние кои седат на дебелите фотели и никогаш не го кажува својот збор што мислат, а веројатно ништо не мислат, бидејќи молчат. Или пак мислат, а и друг им нанерува што да кажат. И така натака. Драги мои, да ја сакаме Македонија, да ја љубиме Македонија, бидејќи тоа е и душата наша и срцето наше. Да не дозволиме нашите предци кои се во небесна Македонија, некој се смее јас кога велам небесна Македонија, бидејќи во таа небесна Македонија
како што имаат русите руска небесна, србите српска небесна, бугарите бугарска, грците грцка, и ние има наши светители, наши мајки, сестри, браќа, кои некој заради Христа го дал животот, не се потручил, останал првославен, некој заради нацијата, некој заради државата Македонија. Сите тие наши браќа и сестри се во небесна Македонија и тие стојат пред престолот на Севишниот Спасител воскреснат наш Исус Христос и се молат за опстојот на оваа наша света македонска земја. Ние мораме да ги исправиме неправдите сега што ни се случуваат. Пред 7-8 дена во најубавиот наш Ерусалим, македонскиот Ерусалим Окрит, се постави албанско знаме. Така помина тоа. Во судот им се суди на албанците, велат ова е Албанија, не го признаваме судот. Нашите браќа кои застанава на браникот на одбраната на Македонија ги направива терористи, а секој ден гледаме по електронските медиуми терористите што прават, како убиваат. А кој беше убиен од кај нас? Никој не беше убиен. Некој повреден затоа што и тоа го заслужил. Може би бидејќи претходно колку пати не навредива, името ни го навредива, нас како народ не навредива, државата ни е навредива, не праева, не македонци, вакви, такви, дошљаци, што знам, што не рекова. Сите молчева, но тоа народот македонски го собираше во себе. Еден ден тоа пукна, мораше да пукне. Но да се молиме на Господа Бога и тие што останаа во затворот, Бог да им помогне, да дојдат на слобода, да се видат со своите дечиња, со своите семејства, со своите мајки и татковци и да видат светлината и сонцето на оваа наша прекрасна македонска земја. Благодарам на браќата од Македонскиот манифест, што ми дозволива јас на скромен начин нешто да кажам. Мислам дека ќе допре до вашите срца. Може би ако читав ќе бев поинтересен, но вака е може би подобро кога зборува срцето, кога зборува душата, бидејќи тоа е вистината. И уште нешто сакам да кажам за овие предавници, што го јадева македонскиот леп, јадева од потта на македонскиот народ и 8 души ја потпишава судбината на нас македонците. Може би некој ќе ми се налути, но песнопејачот Давид вели: ако е Бог со мене, што може човекот да ми направи? Чим е Господ со мене, не се плашам од никого. Така да треба да размислуваме за некоја трета опција, вистинска македонска. Опција која ќе биде која ќе содржи честност, поштеност, која ќе се труди оние кои си заминава лозјата свој ги оставива, потиквешијата,
отидува во Италија да копаат туѓи лозе и да белат туѓо грозје. За истите пари ве молам. Мнозина од вас живееле на запад и знаат, може во 1000 души македонци, тројца, четворица се снашле и имаат нека убава работа. Најпрљавите работи и на германците, и на французите, и на швајцарците. И кај да отидеме, ќе ги работиме ние. Каменот е тежок овдека, на оваа почва македонска. И тој камен и огништата што ни се згаснати, да му помолиме Господа Бога, Спасителот наш, воскреснатиот Христос, повторно да ги запалиме, за да ја почувствуваме топлината на домот, топлината на семејството и да се почувствува љубовта наша. Ние постарите кои сме живееле, а и сме растеле во патриархални семејства, ја чувствуваме љубовта и денеска ја носиме љубовта на нашите дедовци, на нашите татковци и мајки. Но денеска јас не сум сретнал некој да ја носи таа љубов од своите родители, бидејќи ретко кога ќе седнат на семеен ручек. Или ако седнуваат на семеен ручек, се седнат во некоја гужва, во некој ресторан, се пее, се игра, се свири, не се слушаат, не може да комуницираат, ќе јадат, ќе станат, ќе си одат, ќе се бакнат и толку е. Семениот ручек, домашен ручек, кога ќе седне, и тоа секој ден беше, не беше само недела. Секој ден постарите се сеќаваат, го чекавме татко да се врати од работа и да седнеме да ручаме сите заедно. Не смееше никој да руча додека не дојде тој. И тогаш се кажуваа маките, радостите, секој што ги доживеал тој ден. Тоа го нема веќе и се молам Господ Бог тоа да ни го врати. И тогаш ќе бидеме цврст народ, цврста нација. Европа, денеска слушнавме што ни порача од Франција. Тешко во јуни да добиеме преговори. И овој јуни ќе биде тешко, до крајот на година ќе биде уште потешко, па уште потешко ќе биде и така натака. Затоа, драги мои, дајте да собереме сили, заеднички, со љубов, целата наша интелигенција, сите правници, кои, ја не сум правник и не можам да зборувам за право, но има луѓе што знаат тоа како може да се направи, што треба да се направи. Да земеме да си го вратиме името назад и да си пееме Господи помилуј, само тоа ќе не спаси. Христос воскресе и ви благодарам. Големо благодарам, Владико. Господин Дардан Венецки оди подалеку во историјата и пишува за македонската религија на сонцето, преточена во христијанството. Со помош на етимологијата, тој ги истражува врските на религијата на античките македонци и христијанството, за да резимира. Ако внимателно се проанализираат основите на древната македонска религија на сонцето и македонскиот концепт на владење од една страна и христијанството од друга страна, веднаш паѓаат во очи голем број сличности, кои го потврдуваат милениумскиот континуитет не само на религиските верувања, туку и на милениумскиот континуитет на македонскиот народ и јазик. Во овој своевиден калеидоскоп на македонизмот поместени се и фрагменти од славјано-македонската општа историја на Ѓорѓија Пулевски, писателот и револуционер, меѓник на нашата културно-национална историја. Од неговите пионерски проучувања се превземени од собити доказателство за оваа историја и делот насловен
за од ошто се производит Македонија. Во изборот на текстови за книгата Македонија, искон и вечност, за индивидуалниот хероизам и хероизмот на колективот, без кој е незамислива борбата за опстанок на еден народ и една држава, пишува и Стефан Влахов Мицов во статијата «Гемиджиите и Питу Гули. Примери на македонската саможртва». Како што авторот нагласува, овие личности од македонската историја се пример за херои звезди, кои остануваат да сјаат до бескрајот, наспроти лидери, чија слава без покритие бргу згаснува. Филип Клетников е медиевист и најмладиот автор во оваа книга, со текст насловен «Антиквизација, проблем и суштина». Анализата на овој контроверзен термин ја започнува со констатацијата. Под антиквизација, заговорниците на овој поим го подразбираат секое интегрирање на античка Македонија како дел од македонската етногенеза, со што дел од нив агресивно ја наметнаа и шизмата или словени или антички македонци. Токму оваа дилема покажува длабоко непознавање на европската историја и култура и на проблемот и еволуцијата на идентитетот на историјата воопшто. Во книгата Македонија, искон и вечност, што вечерва ја промовираме, доктор Петар Поповски дава свој придонес со текст за историската личност, која е во центар на неговата долгогодишна истражувачка публицистичка дејност. Георгија Кастриот Искендер, крал на Епир и Македонија и втор Александар Македонски. Почитувани, дозволете, сите овие безумни искушенија не гибаат и како личности, и како творци. Затоа дозволете да го поканам актерот и пријател на Македонски манифест Александар Ѓуровски да сподели со нас токму ваква размисла. Повелете. О, Господи, Боже свети, Боже безсмртни, Ти што го даваш и што го земаш животот, Духу на вистината кој си насекаде, просвети го умот наш и срцата наши. Дарувај ни сила небесна. Иногда, днес и во веки веков. Македонци, македонци мои, што се прави? Што да се прави во зло доба, во немо и немушто време, кога сите на дуњава го заборавија
не човек, кога човек на човека е цер. Янци ме ядат. Янци ме ядат. Жива рана се отвръкушава. Од искона запишаме. Во секого од нас спие по еден ангел Божи. Да го разбудиме. Оти ако не изгорам јас, ако не изгори тој, ако не изгори оној, како? Како ќе има сонце и светлина да милува и да грее наша Македонија? Заврши еден македонец од Стагира. Друге години велам, време е да го разбудиме ангелот во нас. Време е да го разбудиме и да ги разбудиме ангелите Божи. Во име на вистината. Пред Севишниот и пред самиот себе си, македонецот мора да знае, да се спознае и осознае. Македонецот мора да знае, да се осознае и спознае, за да биде силен. Силен во умот. Да го знае кои сме, каде одиме, каде сме. Да си лав. Лисицата и сака и сонува да те нагри. Да си јадни. Комарица ќе те изеде. Да си лисица. Лавот од искона се сомнева во тебе. И кога тогаш? Да си вол. Зверска. Звер. Зверо. Да си мечка. Ке те плоцне. Кој? И ке те... Смија отровница ке те касне и ке те отруе. Да си смија.
Слушно се разумие, нашето касно змие, нема више што да не касно. Почитувани, луѓе Божји, каков звер, какво анимо, какво животно сака да бидам. Сите и мртвите и живите, какво животно сака да бидам, за да останам и човек и македонец. Еден историчар, универзитетски професор во Атина, доктор Димитри Михалопулос, од кого е превземена статијата со наслов «Македонците според грчки антички извори». Статијата започнува вака. Од античките времиња па наваму, македонците беа проблем. Како прво, тие зборуваа јазик различен од грчкиот и според тоа тие не беа грци, елини. За волја на вистината, не само професорот Михалопулос, туку има и други учени луѓе, интелектуалци од Грција, кои настапуваат со објективни ставови за Македонија и македонците во минатото и денес. Тоа ние неизмерно го оцениме и почитуваме. Македонскиот манифест, кој основачите го дефинираа како Сдружение за одбрана на македонизмот, македонското име и постоење меѓу народите, со своји анализи, јавни апели и иницијативи, веќе 10 години се спротивставува на сите политики кои им подлегнаа на притисоците за промена на името на државата и бришењето на македонскиот идентитет. Од 2017 година, заедно со други граѓански здруженија, низ масовни акции и со перо, Македонски манифест влезе во костец со погубната политика на владата, која замижа пред тиранската платформа и дозволи двојазичност. Овој сложен период, кој ќе биде запишан како срамен дел од најновата историја, поради силниот удар врз унитарноста на државата и врз македонизмот, го анализира амбасадорот Ристо Никовски во својот прилог на тема «Албанците во Македонија и големо албанскиот проект». Британско-ирската писателка и прочуен патеписец Ребека Вест во нашата книга гостува со фрагменти од балканските патеписи, а меѓу нив драгоцени обзервации за Македонија. Импресија од Охрид. Со илјадници години овде имало благородништво. Луѓе што сакале повеќе хармонија отколку дисхармонија, способни да ги жртвуваат своите непосредни импулси за ваквата вредност. Тенката нишка на цивилизацијата што овде онде е вткаена во историјата, никогаш не се покажала во поубава форма, отколку кај витите господи од Охрид, на кои ни најмалото ковче не им е варварско. Европа во својата душа е Македонија. Возвишена поетска инспирација во дамнешните времиња црпат Евтим Клетников во поемата Апостол Павле во Македонија и Фима Клетникова во песната посветена на Александар Македонски, кои се вклучени во поетскиот блок на книгата.
раце, нозе, тела. Се станува струјно коло. Здогледуваш атоми што се згуснуваат во јадрото Македонија. Атоми што играат, атоми што пеат, атоми што скокаат, атоми што ги поврзуваат дланките со звездите и судбината. Последен меѓу застапените автори е поетот, есеист и политички аналитичар Алдо Климан. Тој ја носи Македонија со себе во втората татковина Хрватска. Јавноста го познава како доследен хроничар на македонските состојби. Од неговата низа првокласни колумни, во книгава е поместен текстот Солунски патрдии, стара слика, нови будали, напишан по минатогодишната средба во Солун меѓу 3 премиери на соседни земји и председателот на Европската комисија. Климан луцидно забележува дека овие 3+1 војно-политички планери и стратези се собраа во убавиот македонски град Солун за да видат како по дипломатски пат, без истрелан куршум, да се докусури она што се уште им остана неподелено од Македонија, а што не би било едноставно да се оствари без страотната предавничка глупост на квинслиншката дружина во Македонија. Книгата Македонија, искон и вечност содржи и 3 драгоцени прилози, поради кои исто така вреди да се земе книгава в раце. Тоа се Знаци на духот и судбината, со Македонија на стари мапи, приказ на естетскиот ракопис од нашата културна традиција, разграбеното богатство и егејската традиција. Поместени се и документи на Македонски манифест за современата македонска Голгота и фотовремеплов од нашиот член и мајстор на фотографија, професор доктор Цветан Гавровски. И на крајот од овој приказ, дозволете да изразам уверување дека нашата нова книга, со својата богата и разновидна содржина, успеа да ја изрази сета љубов за Македонија, прославена од Александар Македонски и неговиот татко Филип, осветена од апостол Павле, облагородена од светите браќа Кирил и Методи, описмената од светите Наум и Климент Охридски, обединета од славниот цар Самуил, бранета од храбриот Добромир Стрес, обесмртена од Марко Крале, облејана со крвта на комитите, војводите, партизаните, револуционерите, втемелена во вечноста, Илинден 903, Крушевската република, Аснон и референдумот од 8 септември 1991 година, испраќа силен апел против раскинувањето и парчењето на македонското ткиво, газењето на светлите македонски идеали, именувањето на најнашето, најсветлото и најсветото името Македонија. За крај, дозволете ми да го поканам председателот на Македонски манифест, господин Ефтим Клетников, да ви се обрати со својата реч. Имам трема, но ќе се обидам. Драги браќа и сестри, вие што ја почитувате Македонија во срцето и се разбира ова вечер Македонски манифест. Јас ќе почнам можеби одзад напред. Не се плашам за Македонија. Знаете зашто не се плашам? Затоа што не случајно апостол Павле го сретна во Троада и го испрати Господ во Троада, македонецот, да го пресретне него, да дојде во Македонија и со Лидија Македонката да ја основа првата црква христијанска во Европа
и со ново цивилизацијскиот клуч, да ја отклучи цивилизацијата на Европа, на која и беше испратено именно од Македонија новозаветното слово на љубовта, но кој таа нити го разбра, нити го доживеа и која остана варварска во својата нарав, што го чувствуваме денес ние, македонците. И јас честопати, вие некои што ги читаат моите колумни, забележувате дека може би и премногу навраќам кон Библијата, но навраќам не само како верник, туку повеќе кон Библијата како еден антрополошки документ најважен за западната цивилизација, каде името на Македонија силно свети и се јавува уште од првата книга Битие, па натаму се провлекува како златна жица, постепено зајакнува да исплови се до крајните брегови на Новиот Завет и да ја со клучот на новата цивилизација по Христа, нели? Христ е межникот меѓу старата и новата цивилизација и тоа се случува именно во Македонија. Вие кои што сте ја читале таа книга, документ на западната цивилизација основен, ќе забележите дека во Стариот Завет избран народ е еврејскиот. Добро, ама еврејскиот народ по некоја кобна случајност го предаде Спасителот и тој беше распнат од римските војници на крст. Меѓутоа ќе видите дека во Новиот Завет избран народ сега се македонците. И јас кога го пишував есејот мој за апостол Павле, жена ми вика, па ти си премногу смел, тоа е дрско да го речеш така. Јас велам, го цитирам апостол Павле. Имено во неговите посланија, а не само во нив, до Солуњаните и до Филипјаните, во Солуни Филипи, кога им се обраќа на македонците, вели, вие сте светилник, вие сте синови на светлината, вие сте светила во расипан род. И уште, вие сте од почетокот народ избран за спасение. Но како што испадна избран народ за спасение на други, а за своја собствена голгота, она што сега го живееме. Почитувани браќи и сестри, во Македонија се случи злосторство. Едно од најголемите злосторства, јас би рекол најголемото злосторство од како постои Македонија од нејзината генеза, како на кое што не подсетува и Библијата, а тоа е според тие записи, ние водиме потекло од најмладиот син од трите на Ној и Јафет, и сме крстени според неговиот внук Китим, првото име на Македонија, дека е тоа Македонија, во една од книгите на Макавеј дознаваме, кога вели Александар Македонски и другите македонски кралеви што излегува од земјата Китим и така натаму, се е јасно. Се случи најголемото злосторство од неколку милениумското постоење на Македонија до денес. Се случи геноцид. Ние македонски манифест уште пред 10, поточно 11 години, 2008-та, кога се основавме, првата задача основно ни беше одбрана на името, затоа што ја насетивме големата опасност за овој народ и знаевме дека се припрема геноцид на овој народ, страшен геноцид. И први, ако не се лажам, ја дадовме диагнозата на оваа расипана цивилизација. Геноцид западна, со гордото име западна, геноцид врз македонците. Западот никогаш не се откажал од фашизмот. Ако добро анализираме, ќе видиме дека неговата борба против германскиот фашизам на Хитлер била само маска за да го обнуват новиот нивен фашизам. Барем нашето македонско искуство е со Запад. Така да, например, американците, кога беше победена Хитлерова Германија, така нарече, и Јапонија и другите, така наречена оска на злото, те 1945 година во август ги фрлија своите 2 атомски бомби
врз Хирошима и Нагасаки и го воспоставија новиот фашизам на најсилната империја на планетата и рекоа, ние сме тука. За мене. Потоа европскиот фашизам, според мене, почна само неколку години по победата над Хитлер, кога 1948 година евроамериканските бомбардери на европскиот политички тотем Черчил ги убива македонските деца на Грамос и Вичо. Европа никогаш не престанала да ја распарчува Македонија. Таа секогаш, како Каин крвта на Авел, го фрлала телото и крвта на Македонија на жедните и лакоми балкански хиени. И сега тоа го стори. И со Тиранската платформа, и со Преспанскиот договор, и со договорот со Бугарија. Пак ја фрли на балканските хиени, самата хиена. Тоа е страшно. Но таа виде дека не може тоа тело, како Озирис, да речеме, во митот египетски, се обновува постојано од парчињата расфрлани, нели, и зида која го обновува. Така во митот постојат тие, па и воскреснувањето на Исус е во таа смисла некоја доведено. И се чудеа како да ја дотаманат Македонија и тие го смислеа идентитетскиот геноцид. Затоа ние треперевме во Македонски манифест. Знаевме дека името и тоа го сторија Северна Македонија. Па што значи? Ништо, една придавка. Но поместувањето на името со една придавка е тектонско разбивање на меморијата, укинување на меморијата на еден народ. Со Северна Македонија вие ништо не сте. Вие сте една мртва маса, безимена, безлична, за подсме во оваа цивилизација. На оној народ што му дал толку многу културно-цивилизацијски дарови на човештвото, и на исток, и на запад, и кои се уште му дава. Значи, они рекоа дека го смислија тоа затоа што е тоа крајно перфидно и си мислел тебе тој народ е прост, така, ќе го примиме во Европа. Не знам, тој се исто му е дали е Северна Македонија, меѓутоа, тоа е најголемата трагедија. Бидејќи и антрополозите, прочитајте ги нивните книги, кои пишуваат за идентитетските геноциди, ќе ви кажат дека идентитетскиот геноцид, идентитетската смрт е најстрашна од сите видови на смрт. Евреите беа 6 милиони ликвидирани во логорите на Хитлер, но не ги да уништија. Тие што останаа се вратија во Египет, го обновија планот национизмот, ја основаа израелската држава, која денес има и атомски бомби и така натаму. Да имавме ние една атомска бомба, ќе свршеше работата. Немаше да го менуваат името. Знаете, ја пишував една колумна на тема Северна Кореја. Знаете, Северна Кореја не е глупава, па до сега ќе ја свачка ако немаше атомски бомби. Шо мислат они дека така можат со народите да си играат и да ги толчат? Но најголемата перфидност што е во сета игра тоа што Европа перфидна, вавилонската ороспија, како што ја викаше неа нашиот приказничар и гений Марко Цепенков од Прилеп, не сакаше да ги валка своите до крв, до лактите раце сепак со македонска крв и го натера македонскиот народ преку своите квислинзи, преку оваа квислинска влада, квислински премиер, квислински пратеници, да го промени името и да го убие македонскиот народ во душата и срце, да ја укине неговата меморија, да биде никој ништо. Се изврши трампа, затоа што со тоа едноставно античкиот имот се префрла во катастерот на Грција, средновековниот имот со Кирил и Методи се префрла во катастерот на Бугарија. Само еден куриозитет сакам да ви кажам.
Тие инсистираат на Кирил и Методий, дека се бугари, дека се нивни. А има историски непобивливи факти запишано дека Методий, братот на Кирил, кој бил и воен стратег, бил човек од акција, бил испратен од Михаил III, византискиот цар, негде на изворот на Брегалница во мојата родна Малешевија, каде потоа ја создаваат во Равен и Глаголицата, да ја брани Византија од бугарите. Еве го фактот. А тогаш Бугарија имала сојуз со Германија и се врши германизација на словенското население во Чешка и Моравија, и тоа е причина Растислав да бара помош од Византија и да тргне во поход моравската мисија. Ете, тоа се нашите историчари треба тие со бугарите кога разговараат, а не да јадат во Софија бугарски кебапи и да ја завршуват така работата. Значи, ни фали само почита, достоинството. Потоа, ние имаме карши овде од спротива музеј на Холокаустот на евреите. Ние сме космополити од својата генеза до денес и сме свртени кон другите, во ретие, Холокауст на евреите. Но никогаш не сме помислиле да изградиме музеј на македонскиот Холокауст, оној кој што сега конечно се случи во тој страшен обем. Па антимакедонизмот е дури поизразит бил во некој, ако тргнеме една добра анализа во Европа, отколку антисемитизмот. Антисемитизмот може и престана во некоја, меѓутоа антимакедонизмот донесе до тоа дереđe да биде извршен идентитетски колеш над еден цел народ, древен, познат, културно-цивилизацијски, македонците. Мачне ова тема, се извинувам што јас ве вовлеков во некои травматични меандри на македонското битие, на македонската Голгота, и сега останува стварно мачното прашање она што го постави и Мисирков, што направихме и што треба да правиме за однапред. Многу прашаат, па што направи Македонски манифест, еве и Дардан. Јадеше синоќе бурек, па го праша овој бурек џијата, што направи Македонски манифест? Па ништо не направи. Еве се. Што треба да прави? Да фрламе бомби? Може и тоа, може одат работите, може би и кон обнова на гемиџиството, друго чаре нема. Мене на еден фестивал, ја кажувам таа анегдота во Франција, во Сет, родниот град на Валери, ми направија специјален портрет поетски, веројатно затоа што го имам преведено, овај голем француски поет и на македонски. Еден симпатичен француски професор кој ме представуваше, не ме провоцираше, едноставно искрено праша што би направиле вие македонците ако ви го сменим името, тоа беше. Ја реков, па што друго освен да тргнеме со бомби на Ајфеловата кула. Добив громогласен аплауз од французиве, бидејќи тие имаат некои квалитети на демократија. На демократија, збор кој е најопасен за западната цивилизација, за Евроамерика. Тие кога ќе го изречат, ќе го изговорат зборот демократија, летаат нивните бомбардери полни со смрт негде во потрага по нафта, тие убиваат цели народи. Западниот човек е човек, еднодимензионалниот човек, како што го вика Маркузе, како што го дефинира, човекот кој го интересира само материјалното богатство, кој го напуштил духот и одамна тоа го има Гете, добро елаборирано во Фауст, ја продал својата душа на ѓаволот, на Мефистофел, и тој денес за жал останува таков и се покажа кон Македонија страшно, мислам, варварски. Тоа што го направи со Македонија варварство, тоа што го направија нашите пратеници, нашата влада е варварство, бидејќи се тие варвари кон својот народ. Мене ми викаат, многу мина, фашисти се тоа. Не велам, тие некој друг термин треба да се измисли за нив. Зошто?
Затоа што фашистите си го сакале својот народ. Хитлер си го сакал германскиот народ. Заев дали го сака собствениот? Се сомневам и така натаму. Ви благодарам уште еднаш на сите. Еве, тука ќе завршам. И благодарам на сите учесници што зедоа учество во нашата програма. И што можам друго да ви кажам, освен да не се предаваме. Мислам дека сега, макар да е мачно времето, дојде, сепак е тоа време на кристализација. Се одвои дивото од питомото, се формира кристалите, знаеме кои се на едната, која, што вика Господ, на која страна се козите, на која овците. И едноставно да не паѓаме со духот, она што вели Njegош, еве, како поет, нека буде борба непрестана. И благодарам. Ви благодариме за вашето присуство. Се надевам дека добивте жилба да ја земете книгата во сопствените раце. Големо благодарам.